Вонредната состојба во државата и воопшто пандемијата со коронавирусот на светско ниво поволно се одразуваат врз оризопроизводството, односно врз откупните цени, поради што земјоделците не можат а да не бидат задоволни. Таква е оценката на министерот за земјоделство Трајан Димковски, при што нагласува дека поради актуелната хидролошка состојба можно е известно намалување на планираните површини под ориз, што требаше да се засеат оваа сезона. Последните 2 месеци негде само по тон цената е зголемена некаде за 200 евра и сега имаме една висока откупна цена, би рекол, што значи дека по тони на тоа и на берзите некаде до 1000 евра е еден тон, толку и се продава, односно се откупува и кај нас. Оној дел што би го рекол за сезонава, не очекувам дека некои анализи што ги имавме од терен што поразговаравме, можно е да има помал број засејани површини оваа година на оризот, но тоа би биле некаде 5 до 10%, односно некаде до 300 до 400 хектари, барем според најавите. На крај секако дека точната информација ќе имаме преку АД Водостопанство, кои исклучуваат договори со самите оризопроизводители. Според Димковски, токму поради намалениот прилив на вода во акумулациите и во реките, има известно задоснување во почетокот на сеидбата на оризот, но сепак тој очекува ова да не се одрази негативно врз целокупното производство. Тоа не би требало да е проблем при одгледувањето и целата реколта која што е за оризот. Секако дека со ваква цена има поголем интерес, претпоставувам, од страна на оризопроизводителите да го зголемат и своето производство, но сепак тоа е базирано и на потенцијалот за вода која што го има самото АД Водостопанство, односно зависност од системите за наводнување, бидејќи знаеме како е производството на ориз. Среќа ние имавме во последните месец и пол обилни врнежи, односно имавме дури и снег во овој период, каде што информацијата ми е дека поголемиот број на брани веќе се исполнети, односно го имаат оној дозволен, би го рекол јас во овој случај, минимум за отпочнување на наводнување. Знаеме дека некои брани се повеќе наменски, односно се користат и за наводнување и за снабдување на градското население за пиење на вода, секако дека предност се даваат на граѓаните, но сите оние системи други кои што ги гледавме празни до само пред 2 месеци, веќе состојбата е сменета. Така да не очекувам некое намалување на бројот, туку би рекол со политиките и плановите и во наредните години очекуваме и како зголемување на површините кои што ќе бидат наводнувани, а секако ова е една обврска која што следејќи ги климатските промени и обврските мора да обезбедиме доволно вода за да имаме доволно храна. Министерот за земјоделство рече дека и покрај влошената хидролошка состојба и проблемите со стартот на сеидбената сезона, сепак ќе продолжи инвестирањето во изградба на нови и реконструкција на постојните објекти за водоснабдување на ниво на цела држава. Општина Виница ќе формира посебно одделение за локален економски развој, за да ги зајакне капацитетите на општинската администрација при подготовката на капитални проекти, а за кои би можеле да се користат и средства од европските фондови. Одлуката за новата систематизација веќе е прифатена од страна на општинскиот совет, пошто е започната постапката за формирање на одделението за ЛЕР. До сега во старата систематизација општина Виница немаше такво одделение, па така да дел од вработените кои што се во други одделенија со устна наредба ја вршеа ова задача, така да планираме да воведеме одделение, се со цел за да можеме да бидеме поконкурентни и над останатите општини, како за пред се во делот на искористување на фондовите од Европската унија, кои ќе ни бидат на располагање. Сега во овие 2,5 години колку што сум јас градоначалник имаме средства потрошени за проекти преку 6 милиона денари. Така да и во моментот се работат, најавивме еден од проектите, и во моментот се јавуваат и распишуваме тендери за дополнителни проекти и нормално дека до крајот на наредната година ќе имаме преку 20-30 проекти кои што ќе бидат и за следниот мандат, без разлика кој ќе биде градоначалник на оваа општина, да може непрекинато да работи се со цел за интерес на нашата општина. Во рамки на искористувањето на средствата од европските фондови и од други странски институции, Димитров информираше дека е почната изработката на техничка документација за реконструкција на општинската зграда, Домот на културата и музеот.
Проширување на музеот Теракота, поставување на лифт во општинската зграда, поставување на енергетско ефикасна фасада за целиот објект, замена на кровната конструкција на целиот објект, делот каде што се наоѓа домот на културата е рамен кров и е можност за поставување на зелен кров. Реконструкција, комплетно уредување на домот на културата, тоест сината сала и замена на системот за затоплување. Вкупната вредност на оваа техничка документација е 20.000 евра. За изработка на техничката документација се инвестираат 20.000 евра, што се обезбедени од UNDP и од Шведската агенција за меѓународен развој СИДА, преку проектот Градење капацитети во општините за имплементација на проекти. Планскиот документ го изработува фирмата Квадар од Скопје и тој треба да биде готов до крајот на летото. Локалната самоуправа на Кочани успешно ја приведува кон крај постапката за реализација на проектот за изградба на детско игралиште во трговскиот центар, што ќе биде лоцирано на просторот што стоеше неуреден и се користеше како локација за контейнерите. Откако на првите две тендерски постапки не беше добиена соодветна понуда, по третиот објавен повик конечно е избрана фирма што ќе го изгради и опреми игралиштето. Службите за јавни набавки на општина Кочани известуваат дека по завршувањето на електронската аукција, фирмата Панел М од Тетово дала најповолна понуда. Престои спроведување на останатите чекори од процедурата за комплетирање на постапката за јавна набавка, пошто се очекува да започнат и работите на терен. Детското игралиште ќе се гради на површина од 460 метри квадратни во продолжение на плочникот на јужната страна од трговскиот центар. Предвидено е подот да биде обложен со гумена подлога, ќе има модерни детски реквизити, зеленило, бехатон патеки, урбана опрема и осветлување со 4 парковски столба. Рокот за изведба на ова игралиште е 3 месеци, со што на површината ќе се реши уште еден сегмент во уредувањето на најпрометниот простор во централното градско подрачје. Со тоа ќе се одговори и на потребите на најмладата популација во Кочани. Трговскиот центар е пета локација каде сезонава се градат детски игралишта. Веќе се готови или во финално уредување игралиштата во Грдовци, на улицата 1 мај во Белското Маало, во населбата Драчевик кај социјалната зграда и малата инсталација спроти ветеринарната станица, каде доправа треба да биде поставен и нов асфалтен слој на теренот пред стамбените згради. И Кочанската џамија, како и другите во државата, ги отворија вратите за своите верници. Ова беше решено на ријасетот на исламската верска заедница. Од џамијата во Кочани истакнаа дека вратите се отворени за молитва, но дека верниците доаѓаат во мал број поради стравот од вирусот и при тоа строго ги почитуваат мерките за физичка дистанца, како и тоа молитвите да се вршат на одредени места. Се носат маски, а верниците може да се молат и во дворот на џамијата, истакнаа од одборот на верскиот објект. Инаку, ифтар вечерите, кои обично се одржуваат секоја вечер откако ќе зајде сонцето, се прават дома, не во џамиите, поради тоа што истите се во 20 часот, а тогаш е полициски час и затоа се приморани да ги прават дома. Инаку на денот на светите Кирил и Методи 24 мај недела, оваа година се паѓа и Рамазан Бајрам, така што неработен ден за сите граѓани на државата ќе биде 25 мај понеделник. Џамиите беа затворени за верниците по воведувањето на мерките за превенција од ширење на вирусот COVID-19 од страна на владата. По информацијата која ја објави Исламската верска заедница дека џамиите се отвораат, Филипче повтори дека се уште трае забраната за групирање на повеќе од 20 луѓе. Учениците од средното училиште Гошо Викентиев од Кочани и оваа година со креативна идеја за интересен производ за учество на националниот надпревар на ученички компании, кој што секоја година се одржува во организација на Junior Achievement Македонија. Станува збор за изум на учениците, членови на ученичката компанија Еко Грин Бин, паметна канта која сама разпознава различни видови отпад и според тоа таа соодветно ги складира. Работат под менторство на професорот Игор Митев, кој лани заедно со учениците од ученичката компанија Медтех од истото училиште победија со својата паметна кутија за апчиња и учествуваа на европскиот надпревар на ученички компании во Лил, Франција. Нашата паметна канта со помош на вештачка интелигенција распознава хартија, пластика и метал.
Во нејзин склоп постојат 3 прегради, наменети за секој вид отпад посебно. Откако отпадот се фрла во кантата, таа го распознала материјалот од кој е изработен отпадот и со помош на робот, уфрлениот отпад се селектира и складира во соодветниот одел од кантата кој е наменет за тој вид отпад. Нашиот производ е поддржан од апликација на која може да се види местоположбата на секоја канта и во секој момент има можност да се види исполнетоста на секој одел од кантата. Кога од оделите е исполнет над 80%, дава сигнал дека таа канта треба да се испразни. Училишната компанија Еко Грин Бин е основана во 2019 година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Ние преку учество на ваквите напревари всушност ги изнесуваме своите иновативни еколошки идеи и успеавме да создадеме паметни корпи за отпадоци. Корпите работат со помош на вештачка интелигенција. Основната цел на нашиот тим на компанијата Еко Грин Бин е заштита и напредок на животната средина, искористување на обновливите материјали и подобрување на еколошкиот стандард. Со ова сакаме да придонесеме за почиста, поздрава и побезбедна иднина за нас и за идните генерации. На надпреварот кој ќе се одржи онлайн од 18 до 20 јуни има силна конкуренција со учество на голем број ученички компании, но учениците се надеваат и оваа година на победа. Победниците од државниот надпревар се стекнуваат со учество на европскиот, кој оваа година би требало да се одржи во Лисабон, Португалија од 22 до 24 јули, но поради состојбата со коронавирусот, можноста за одржување на истиот ќе биде дополнително утврдена. Освен овие двајца ученици, членови на компанијата Еко Грин Бин и учесници во надпреварот се и учениците Ненад Ристов и Горјан Илиевски. Преку овие надпревари и програми за предприемничко образование се подготвуваат младите луѓе за критичко размислување и самоиницијативност и добиваат и финансиска писменост, се учат на соработка, планирање, лидерство, тимска работа и го осознаваат патот од идеја до реализација и го поттикнуваат предприемачкиот дух. Трето место на надпреварот Масум, што секоја година се организира на државно ниво, освои ученичката Сара Темелкова од Средното училиште Гошо Викентиев. Таа се надпреваруваше во две категории, за најдобар постер и најдобра фотографија, но третото место го освои со постерот, на кој е представен надпреварот Масум, образовно рандеву. Таа работеше под менторство на професорот Игор Голубов, а надпреварот се одржа онлайн на 25 април. Идејата ми беше преку постерот всушност да го представам самиот надпревар во Масум, категориите за учество, како и датумот и местото на неговото одржување. Веќе организација е истиот. Јас тоа го направив и така го создадов мојот постер и сум задоволна од наградата и освоеност трето место. Наградите од надпреварот се всушност попусти во студирањето на Универзитетот ФОН, така што првото место добива 100% попуст во студирањето, второто 75%, а третото место 50% попуст. Секој учесник без разлика дали освоил место или не добива 25% попуст и можам да кажам дека наградите ни се дополнителна мотивација за учество на надпреварот Масум. Во подготовката за учество на Масум, учениците ја имаат целосната поддршка од нивните ментори, професорите и менаџерскиот тим на училиштето. Учениците се презадоволни од постигнатите резултати на досегашните надпреварувања на Масум, а оваа година, освен во категориите најдобар постер и фотографија, учествуваа и со филм за заштита на животната средина и екологијата, како и во категоријата интервју на англиски јазик.